почитуван председател на владата, почитувани присутни, почитувани представници на медиумите. Македонската влада, ресорното Министерство на транспорт и връзки, јавното предпријатие за државни патишта се силно посветени во реализација на сите овие капитални проекти. Денес сме тука со председателот на владата да извршиме увид во градежните активности на патниот правец Куманово-Страцин во делот на рехабилитација. Исто така сакам да потенцирам дека и од надзорот и од изведувачите бевме информирани дека овој проект течи согласно динамиката и покрај тоа што е предвиден рок некаде јануари месец, очекувањата наши се и нивни дека овој проект ќе биде целосно завршен дури и претходно. Овој проект чини некаде 7,2 милиони евра, значи околу 15 и нешто километри. Дополнително очекуваме дека ќе бидат добиени се средства и од ИПА за преостанатите 15 километри, така да овој пат целосно ќе чини околу 14 милиони евра. Сакам да потенцирам за нас што е исклучително важно и посебно за овој регион е што во завршна фаза е патот од Ранковце до Крива Паланка. Пред неколку дена бевме и таму на увид и што е уште битно, од Крива Паланка се работи на експресниот пат до граничниот премин ДВ Бајер. Така да имаме целосно поврзување коридорот 8 и апсолутно сметам дека во овој нареден период од неколку месеци или некаде од една година ќе имаме целосно поврзување со бугарската страна. Исто сакам да потенцирам дека што е за нас исклучително важно е дека голем број на патни правци регионални, премиерот тоа го спомна, се направени во овој период во овој регион, во Кумановскиот регион, така да очекуваме со завршувањето на овој патен правец целосно ќе биде завршен овој делот на патната инфраструктура. Сакам да потенцирам дека како ресорно министерство исто така работиме на голем дел на проекти од комуналната мрежа, од комуналната инфраструктура. Реализирани се голем дел во сите овие општини, посебно и Куманово и другиот дел на овој регион. Така да продолжуваме со истата силна динамика која што имаме. Јас се надевам дека во најбрз временски период на ниско ниво на инвестиции кое што беше посебно во делот на канализации на водоводи кои што во овие 3 години навистина драстично го кренавме и тоа не само во руралните средини, туку и во урбаните средини. Жално е тоа што е 21 век ме ги изборуваме за водоводи и канализации, меѓутоа таа беше фактичката состојба во изминатите 30 години, многу малку во тој дел имавме реализација. Сакам најасно да видиме дека сите проекти кои што се реализираат преку Министерството, во моментот само преку Министерството ресорно има повеќе од 30, претходно завршиме поголем дел на тие проекти, се во силна динамика. Екот на градежна сезона ни дозволува да до крај некаде таму за 6-7 месеци голем дел на тие проекти ги завршиме, ги ставиме во употреба на општините се со цел да навистина имаат сериозен бенефит граѓаните. Ние ќе продолжиме така, затоа што не само заради исполнување на владината програма, туку заради она што значи суштинска потреба на граѓаните и во натамошниот период се разбира оваа силна динамика, бидејќи имаме и уште еден сериозен проект за кој што очекувам овие денови да биде распишан првиот тендер, а тоа е локалните улици и патишта кои што се финансирани, проект кој што го работиме повеќе од 10 месеци, 11 месеци, значи да целосно функција, така да веќе модесен натаму се очекува да почнат и Министерството ресорно покрај општините гради локални улици и патишта, бидејќи како надлежност нити ние, нити јавното предпријатие за државни патишта го немаме. Ако ги гледаме сите проекти кои што се одвиваат и во Министерството, генерално владата по ресори, јавното предпријатие за државни патишта, Македонија пат, имаме сериозно силна динамика. Моите очекувања се согласно пресметките кои што буквално вчера ги правевме во Министерството, да и покрај здравствената криза која што се случува, капиталните инвестиции бидат на високо ниво и вториот квартал. Не сакам да шпекулирам со бројки, меѓутоа за 7-8 дена ќе имаме јасна позиција. Неколку фактури се пристигнати, се разгледуваат, така да со нивното потпишување очекувам некаде дека околу 25% ќе биде реализацијата на ресорното министерство. Благодарам. Запрена изградбата на железничката пруга Куманово-Белјаковце како дел од коридор 8, откако граѓаните изјавија дека германската фирма Вибе ја повлече својата машинерија од местото на изградбата. Кажете ни зошто е прекинат договорот и кога се очекува изградбата, повторната изградба на железничката пруга? Че видите, прво од само нивни познати причини, веројатно напуштиле без стигнато беше пропратно писмо во ЈПМЖ инфраструктура за која што пред неколку денови бев информиран. Причините кои што се наведуваат за нас се крајно неприфатливи, затоа на вчерашната седница на владата завзеде став околу тоа.
даде сериозен мандат согласно заклучоците кои што има на јавното предпријатие ЈПМЖ инфраструктура да ги превземе сите мерки од делот на ангажирање и на адвокатски кујки се разбира, меѓутоа и на сите потреби кои што се поврзани со банкарски гаранции и така натаму, така да апсолутно очекувам дека сите аргументи се на наша страна. Адендумот кој што е потпишан во април месец требаше согласно роковите тие да ја завршат пругата во февруари, на крајот на февруари месец. Така да нашите очекувања се дека без разлика дали ќе има ДАП или арбитража, на тој спор ние како држава го добиваме, меѓутоа од друга страна одма овозможиме простор да тие некаде 55% кои што се продолжат со изградба се со цел да во најбрз временски период биде пругата завршена. Бидејќи во моментот се евалуираат понуди за втората делница од Белјаковци до Крива Паланка, така да таа динамика не сме да застани, мора да продолжи. Ние ќе направиме се тој без разлика и на здравствена криза, без разлика на овој момент кој што вие го спомнавте да тоа во најбрз временски период продолжи.